Крајно лоши квалификации, девалвирање на политичкиот ривал, негативна комуникација, лицемерие. Вака може да се опише атмосферата на македонската политичка сцена. Аналитичарите се децидни дека со ова однесување политичарите прават штета и на нивниот рейтинг, но и на државата. Тоа што не бираат зборови кога се обраќаат кон својот политички опонент, може би краткорочно мобилизира поддршка, но крајниот резултат е продлабочување на поделбите во општеството. Според председателот на Институтот за демократија Societas Civilis Марко Трошановски, комуникацијата меѓу политичките елити е циркус и затоа партиите се само губитници со овој начин на реторика. Тој краткорочно може би мобилизира поддршка, ги попалува луѓето што се вика да емотивно реагираат или направат некаква посилна интензивна релација со темата за која што се зборува. Меѓутоа, освен таа единствена придобивка која што постојано мора да се храни со нова и нова емотивна навредувачка негативна комуникација, сето останато само е на штета на јавноста, на јавното мислење, на критичкото размислување и воопшто на демократските процеси во државата. Добивате јавност која што не е информирана, нема вистински рационален аргумент за темата за која што се зборува, добивате јавност која што е малициозна, да речам простодушна, која што не верува на рационален аргумент, односно не ни размислува ни за рационален фокус, ракурс, како сакате, туку нели ја сведува комуникацијата на дневно-политички циркус. Лицемерието како така наречен главен постулат на политиката носи мали поени и е на штета на граѓаните, смета Трошановски. Затоа не се за изненадување резултатите на сите последни анкети, кои покажуваат дека голем дел од луѓето веќе не се препознаваат ниту во партиите, ниту во лидерите. Ако најдете неколку политичари од опозицијата кои што се согласат што е добро што позицијата, што владата сегашна направила и обратно, значи околу нешто дека некаква тема на заедничка согласност или политика да имаме, тоа сме веќе чекор понатаму. Понапред кон вистинско и здраво демократско општество, моментално тоа не е ситуација. Според аналитичарот Благој Чатанасовски, начинот на кој функционира повеќе партискиот систем во Македонија, наместо да донесе демократија, само ги деградира и онака лошите партиски состојби. Препукувањата пред камери пак се само еден вид политички театар за пред јавност. Политичката култура е повеќе политичка некултура, тоа се должи на поделеноста на политичките елити, на поларизацијата, па дури во одредени случаи гледам и од нивна страна отворена омраз и гнев помеѓу себе. Позади камерите гледаме дека политичките соперници, конкуренти и непријатели воопшто не функционираат така како што функционираат пред камерите. За жал можам да констатирам дека јас имам информации, дека јас тоа сум го видел со своји очи, дека веројатно во голем број од случаите станува збор за една професионализирана, добро увежбана глума, ка еден вид политички театар за пред јавноста. Антимакедонска СДС или криминално ДПМН. Ова е само еден пример на дневни партиски соопштенија кои покажуваат како политичките партии не бираат зборови. Реториката оваа година се заостри многу повеќе од претходните, бидејќи во 2022 година имаше бројни случувања на политичката сцена, кои премногу ги поделија граѓаните. Според аналитичарите, квалификациите кои ги одбираат политичарите често го надминуваат добриот тон и домашното воспитување, што воопшто не доликува на високи партиски или државни функционери.